Некои слават, други тажат, но изборната битка не е завршена. За 2 недели граѓаните во дури 33 општини повторно ќе излезат на гласање. Кандидатите за градоначалници ќе бараат втора среќа во вториот круг, кој треба да се одржи на 2 ноември. Освен во Скопје, каде не постои голема неизвестност, најжестока битка за 2 недели ќе се води во Куманово, Тетово, Кочани, Кичево и Валандово. Трката во вториот круг продолжува и во 4 скопски општини: Аеродром, Центар, Карпош и Шуторизари. Во втората рунда нема многу филозофија, важи така наречениот нокаут систем, каде кандидатот може да победи на избори ако има само еден глас повеќе од противникот. Според изборниот законник, победник е, односно станува градоначалник, оној кој ќе добие мнозинство гласови од избирачите што излегле на гласање, но излезноста да е најмалку 1/3 од вкупниот број регистрирани гласачи во избирачкиот список за соодветната општина. Втора битка за градоначалници ќе водат и водечките кандидати во Барвеница, Виница, Дебарца, Демиркапија, Дојран, Зрновци, Конче, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробиштип, Ранковце, Чешиново, Блешево, Боговиње, Дебар, Долнени, Крушево, Лозово, Росоман, Чучер Сандево, Струга и Студеничани. Локалните избори се неуспешни во 3 општини: Центар Жупа, Врапчиште и Маврово Ростуше, каде не излегоа најмалку 1/3 од бројот на запишаните избирачи. Како што пристигаат податоците, ќе бидат објавени на нашата веб страна и ќе можат да се следат во живо на нашиот линк на веб страната, и сите податоци за советничките листи со сите податоци за општините во Република Северна Македонија, како и за Советот на град Скопје во смисла на определување на бројот на мандатите по број на добиени гласови за советници на општините, поединечно и за Советот на град Скопје. Ако и по вториот круг од кој било причини не се изврши избор на градоначалник, изборната комисија во рок од 15 дена од завршувањето на изборите ја известува владата.